Добро утро и во втората тема за денеска. Јас сум Кристина Атовска, вие следите утренски брифинг. Оваа тема на само 2 дена пред почетокот на новата година ќе ја посветиме на синдикализмот и на тоа што се случуваше со работничките права во текот на изминатава година. Оваа 2020 која беше одбележана со корона кризата, со светската пандемија која на сите нас малку ни ги поремети животите. Со мене во студиото е Слободан Трендафиловски, шеф на кабинет на председателот на Сојузот на синдикати. Добро дојдовте во студиото на утренски брифинг. Благодарам на поканата. Добро утро на вашите гледачи. Добра е можноста да искористиме приликата на крајот на годината да презентираме се она што беше проблем на работниците во текот на целата година. Ние како активност спроведуваме во текот на целата година бесплатна правна заштита и заштита на работничките права, па добро е да можеме да го продискутираме и тоа. Пред се каков е вашиот генерален заклучок за оваа година? Веќе споменавме од март навака откако е пристигнат коронавирусот во оваа земја. Кај нас постојано зборуваме за работничките права, се носеа брзи, итни мерки, сите тие влијаја на работниците. На почетокот при самото доаѓање на оној локдаун се соочивме со губење на работни места, подоцна се променија проблемите. Каква е генералната оценка? Да, точно. Во право сте. Корона кризата не затекна сите, вклучително и работниците. Работниците се соочија со многу сериозен предизвик пред нив. Се соочија со губење на работните места уште на самиот старт на оваа здравствена криза и тоа ние како Сојуз на синдикатите на Македонија кажуваме дека беше генерално многу несовесни работодавачи, пошто да размислувате вие во време на криза кога уште не знаеме како ќе се движиме во наредниот период, вие да размислувате како да ги откажувате да говорите за вработување на работниците е исклучително несериозен потек од страна на работодавачите. Точно е дека се носеа низа на мерки и решенија. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија уште во самиот старт успеавме да направиме план на кој начин да настапиме и какви предлози да даваме. Се разбира, предлозите кои ние ги предлагавме како Сојуз на синдикатите на Македонија беа во насока на тоа што веќе го работеа нашите колеги во земјите во кои ширењето и расширувањето на заразната болест беше далеку понапредно отколку во Македонија и црпевме и примери од европските држави. На самиот почеток ќе кажам дека добро беше тоа што владата прифати голем дел од барањата на ССМ кои беа доставени до неа во тој период, пошто во тој период реално сите работевме на тоа како можеме да ги зачуваме работните места, како можеме да спречиме ширење и внесување на заразната болест и сето тоа да не биде на штета на бизнисот кој впрочем треба и да продолжи да работи за работниците да можат да екзистираат. На самиот почеток морам да кажам и да подвлечам дека имаше одредени недостатоци и во мерките и во начинот на нивната примена. Не беше јасно дефинирано што значат истите, имаше дилеми и тие дилеми одреден број на работодавачи ги користеа. Можам да кажам дека работниците се соочија со предизвикот прекинување на договорот за вработување на определено време, нешто што ние го говоревме наназад неколку години дека е најголем проблем на македонскиот работник, но здравствената криза нажалост ни покажа дека тоа и е така и дека ние сме биле во право кога сме го говореле тоа и впрочем најголемите проблеми за работниците беа прекинување на договорите за вработување на определено време во тој период, дури се случува и денес, и убедувањето, односно под присила да потпишат работниците погодби за престанок на работен однос кога имаат договор за вработување на неопределено време, но морам да кажам дека за ова добивме поддршка и од тогашниот технички председател на владата и од директорот на Државниот инспекторат за труд. Имаше заедничка изјава на председателот на ССМ Сонив, каде што упатува апел до сите работници да пријавуваат во Државниот инспекторат за труд во оваа насока. Дали апелот доволен? Апелот вроди со плод со тоа што сите пријави кои беа од страна на работници адресирани до ССМ и ССМ кога ги постави до надлежното министерство, односно Државниот инспекторат за труд, за многу кратко време беа решавани со донесување на соодветни решенија и укинување на таквите спогодбени престаноци на работниот однос и тоа беше во тој момент за поздравување, пошто Државниот инспекторат за труд на самиот почеток почна, односно веднаш излегуваше на терен и веднаш ги спречуваше овие вакви појави, пошто ние сите знаеме дека не може да се случи во една компанија која вработува да речеме 100 работници, на 70 најамнаш да им се прекине договорот за вработување со спогодби и на 70 работници најамнаш да им текне дека треба да го прекинат својот работен однос од кој оние добиваат нивната екзистенција и екзистенцијата на нивните семејства.
Владата на почетокот изјави при првиот сет, при презентацијата на првиот сет економски мерки, изјави дека компаниите кои ќе отпуштат работници нема да добијат државна помош, подоцна се пишманија, па се повлекува и рекоа дека сепак по друг основ ќе се гледа дали компаниите ќе добијат државна помош и дека секако ќе мора некој да биде отпуштен од работа поради оваа криза. Како ќе ги оцените? Да, тоа беше несрекна околност и несреќен став на владата, односно на еден тогашен министер за финансии. И синдикатите жестоко реагираа, дури беше побарана оставка од тогашниот министер за финансии. Ние уште на самиот старт, кога предлагавме мерки и предлог решенија како да се надмине најефикасно кризата, едно од главните барања беше со државни пари да не се отпуштаат работници, доколку државата дава финански средства на некој работодавач за надминување на кризата, без оглед на тоа дали тие финански средства ќе бидат за зачувување на бизнисот или за зачувување на работните места. Не може критериум да биде работодавачот да можел претходно да отпушти голем број на работници и потоа повторно да добие финансски средства. Дури имаше работодавачи кои финансиските средства не ги рачунаа за исплата на плати, иако и законот се викаше така, односно во тој период уредбата, туку тие ги искористија за нив и не им ги исплатија на работниците. Тука ние исто така реагиравме и на наша иницијатива и по наша реакција дури беше објавен списокот на оние работодавачи кои ја злоупотребија финансиската поддршка за исплата на плати на работниците за тие 3 месеци, мислам дека беа април, мај и јуни. Но Управата за јавни приходи, иако по наше инсистирање го објави списокот, владата, односно генералниот секретаријат на влада во тој период кажа дека ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Нажалост, ние до денеска немаме решение, нити имаме информација дали и на каков начин овие работодавачи кои ги злоупотребија државните пари се санкционирани. Ние во тој период упатувавме апел дури дека со таквото овозможување од страна на државата, со овозможување на финанска поддршка за исплата на платите и дозвола истата да биде злоупотребено од страна на некои работодавачи, државата губи впрочем 2 пати. Еднаш губи кога ги дава парите на работодавачите за исплата на како финанска поддршка за исплата на платите, работниците не ги добиваат платите, но и државата не го добива делот од придонесите кои работодавачите впрочем би требало да го вратат повторно назад во буџетот и излегува дека владата беше првиот пат 2 пати изиграна и токму поради тоа ние реагиравме до владата со нашите предлози за последниот пакет на мерки кои сега е се уште актуелен, ова да се спречи во законското решение и веруваме дека успеавме на еден начин да го спречиме, но сепак и покрај тоа одредени работодавачи можеби од незнаење, можеби од намера, меѓутоа ние не сакаме да веруваме дека е од намера кога знаете дека ви следува и кривична одговорност за таквата злоупотреба на финансиските средства, но УЈП повторно објави список на работодавачи кои исто така повторно ја злоупотребија. Најголемот недостаток во овој момент беше тоа што не знаеме како и не знаеме од која причина финансиска поддршка добиле компании кои првиот пат ја злоупотребиле финансиската поддршка од државата. Значи тоа е некаков системски пропуст на државата, иако ние во целиот период апелиравме дека УЈП мора и е способна и спремна да го направи тоа, но нажалост не се стори, да набави софтвер или да го ажурираат нивниот софтвер кој во моментот го имаат и парите директно да стигнат на сметките на работниците, како впрочем што тоа беше и со финансиската поддршка за граѓаните, кога на нивните директно трансакциски сметки ги префрли државата парите за да можат они да ги искористат. Главни бевме пофокусирани на безбедност, заштита на работното место и за тоа какви се договорите и за слични теми поврзани со работничките права. Оваа година се чини дека бевме фокусирани на задржување на работните места. Какви се бројките? Што велат бројките за тоа колку права и кои права генерално биле најмногу прекршени оваа година? Точно, главниот фокус оваа држава беше на тоа да се зачуваат работните места, меѓутоа да се зачуваат и платите на работниците. Ние во континуитет работиме и се уште работиме на оваа проблематика. Главниот фокус на кој ние посветувавме најмногу внимание, односно кој ни го презентираа работниците преку нивните проблеми и преку нивните пријави во Сојузот на синдикатите на Македонија, токму договорите за вработување на определено време, спогодбениот престанок на работниот однос, намалувањето на платите. Морам да потенцирам незаконското намалување на платите во време на корона кризата, кога одредени работодавачи, иако работеа со турбо, успеа да на одредена категорија на работници во нивните компании им ги намалат платите за 50% под изговор дека станувало збор за процес на виша сила и тоа на наша иницијатива државниот трудов инспекторат го коригираше, меѓутоа ние можеме да интервенираме само онаму каде што ќе добиеме пријави од работниците. Ние не знаеме како и каква е состојбата во компаниите каде што немаме синдикално организирани работници, можеме да говориме само онаму каде што имаме. Меѓутоа најголемиот проблем кој се соочија работниците
е тоа да се случуваат овие кршења на работничките права во оние компании каде што не се синдикално организирани, иако имаше мал дел и во компании каде што веќе функционираат и синдикати. Тоа за нас говори дека мораме сите заедно, и ние и вие како медиуми, дури и работниците, да работиме на подигнување на свеста кај работниците, дека потребата од синдикатите е исклучително важна, не заради тоа што работниците ќе плаќаат чланарина во синдикатот, ако некој сака да каже. Синдикатите не се тука за да ги да работниците да добијат пакетче можеби за нова година или некои други поволности. Синдикатите се тука за да склучат колективни договори во име на работниците, да преговараат, да поднесуваат тужби доколку е потребно, да разговараат со надлежните министерства и надлежните органи во државата и да ги решаваат нивните проблеми. Оценка за компаниите колку се грижа за здравјето на своите вработени, како пример ќе го земам огромниот број заболени, заразени во текстилната индустрија. Таму заразата се ширеше, па ќе кажам со брзина на светлината, цели погони беа преку ноќ затворени. Да, точно така. Најголемите пропусти беа од страна на одредени работодавачи кои несовесно даваа работни задачи на нивните работници се во име на тоа дека имале договори кои треба да ги испочитуваат и дека треба да ги завршат нарачките, но свесни бевме и во тој период и сега тоа се покажа како вистина дека транспортот е еден од најголемите проблеми на работниците при доаѓањето и при заминувањето од работа. Ние уште тогаш на самиот почеток на кризата апелиравме дека мора многу да се води грижа и сметка за тоа на кој начин доаѓаат работниците на работа, на кој начин ќе се среќаваат со претходната смена доколку е воведено сменско работење, доколку не е воведено предлагавме да се воведе сменско работење за да се намали бројот на работници кои во исто време ќе бидат во одредена просторија, да се набават технички средства за проветрување, за одржување на квалитетот на воздухот, да се овозможи посебни простории доколку има храна организирано кај работодавачот, да не се собираат и да не се групираат сите работници, но нажалост се покажа тоа дека одредени работодавачи ги интересира само профитот, а не ги интересираше здравјето на работниците. Свесни бевме дека дури одредени работодавачи не почитуваа нити пак решение од надлежни инспекциски органи и повторно продолжуваат да работат. Имаше дури изјави од страна на одредени работници дека ако главната врата била затворена од инспекциските служби, влегувале од споредни влезови и повторно морале да одат на работа и слично, што на крајот на криштата се злоупотребуваше од страна на работодавачите во голема мера. Тука ќе подвлечам и во врска со претходното прашање дека до Сојузот во изминатиот период, од самиот почеток на годината, најмногу за време на COVID-19, се обратија некаде околу 80.000 работници по разни основи за прекршување на нивните работнички права. Најголем дел беа несиндикално организирани и беа во оние сегменти за кои говоревме и пред малку. Но морам да кажам дека во изминатиот период, односно на крајот на годината, последните 2 месеци, најмногу работници да пријавуваат во врска со регресот за годишен одмор, кои одредени работодачи повторно сакаат да го изиграат и повторно сакаат да не го исплатат на работниците, што представува соодветен прекршок, зашто веќе сме во комуникација со Државниот инспекторат за труд. Мислев да го оставиме за крај регресот за годишен одмор, но кога веќе го споменавте, очекувате ли оваа година да биде исплатен? Ова го прашувам бидејќи е кризна година, па можно е голем дел од компаниите токму на ова да се извлечат од исплаќање на регрес. Да, во изминатиот период ние се изнаслушавме многу шпекулации во поглед на исплатата на регресот за годишен одмор, како работодавачите немале обврска, како ќе го имале обврска да го исплатат до 6 месец во текот на наредната година, како работодавачите кои имале финансиска потешкоти или земале финансиска поддршка од државата немале обврска да го исплатат регресот на годишен одмор, но можам да кажам дека тоа се лаги. И во оваа насока морам да потврдам дека и Комисијата за толкување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, токму вакви ситуации, слични вакви ситуации, има издадено толкување уште во 2015 година на кој начин, за која категорија на работници, например за категорија на работници кои користат платено отсуство, во случајов бремените жени, кои потоа одат на породилно отсуство, во случајот родители на деца до 10 години кои беа ослободени со владините мерки, хронично болните и слично, исто така се во работа односи на тие им следува регрес за годишен одмор согласно толкувањето 2015 година. Исто така морам да кажам дека регресот за годишен одмор работодавачите мораат да го испочитуваат до крај, остануваат уште неколку денови и ние ќе бараме Државниот инспекторат за труд конечно да се одважи и да почне да казнува, пошто правото кое го утврдува Сојузот на синдикатите заедно со организацијата на работодавачите на работниците како правото за регрес за годишен одмор е нешто што е на сила на закон. Утврдено е во општиот колективен договор и
работодавачите мораат да го почитуваат, нема заобиколни патишта, мора да го исплатат во целост како што е предвидено во општиот колективен договор и исто така морам да кажам дека работодавачите се обидуваат на еден нефер начин да ги злоупотребуваат самите работници внатре каде што не се синдикално организирани, да ги убедуваат да потпишуваат некакви документи дека се откажуваат од правото на регрес за годишен одмор, да го злоупотребуваат институтот представник на работниците кој никаде не е пропишано нити како се бира, нити кој го бира, нити кој го овластува, нити на каков начин преговара со работодавачите и се надеваат дека на таквиот начин злоупотребувајќи ги работниците кои работат кај нив да се обидат на еден начин да го избегнат исплаќањето на регресот за годишен одмор, но потсетуваме дека потпишувањето на документите и од страна на работодавачи и од страна на работници за кратење на работнички права и подеднаква одговорност и на едните и на другите. Мораат работниците да разберат дека не можат они со некаков подпис да намалуваат право на нивните колеги работници со кои секој ден дневно работат на нивните работни места и исто така тоа е апсолутно незаконски. Како сте задоволни од работата на инспекторатот за труд, мора да ви го поставам ова прашање бидејќи во минатото свесни бевме дека дури и кога ќе извршевме ние медиумите притисок за конкретен случај со конкретни докази, дури тогаш ако случајно покренеше нешто овој инспекторат, сепак на крајот каков и да е заклучокот завршува без санкција за фирмата, за компанијата или за било кого. Почна ли да си ја работи работата овој инспекторат? Има ли ефект од нивната работа? Почна, но не доволно. Иако во време на корона кризата се покажа дека за одредени сегменти, за одредени елементи, на временото реагирање на одредени кршења на работничките права вроди со плод. Но, нажалост, свесни сме дека во изминатиот период тоа и не е баш така. Ние се соочуваме дури и со ситуација кога надлежен инспектор за труд донел соодветно решение за отстранување на некаква неправилност во компанијата, меѓутоа после второстепена комисија го укинува таквото решение и работодавачите се вадат на околноста дека второстепената комисија поднесуваат жалби и слично. Можам да кажам дека надлежниот инспекторат за труд потребно е да има поголеми овластувања, иако имаат овластувања кои во овој момент дури и не ги користат во целост. Но ќе мора еднаш да почнат да поднесуваат пријави, ќе мора еднаш да почнат да казнуваат, да пишуваат сериозни износи на казни, дури да ги пишуваат најголемите износи на казни, за да можат да ги освестат оние работодавачи кои прават разни злоупотреби. Ние имаме ситуација кога работодавачот е казнет од страна на Државниот инспекторат за труд, за по неколку месеци повторно истото да го стори и никому ништо, потоа јавното обвинителство, постапката знаеме дека е долга, трае и работодавачите на крајот на денот има представа кај работниците дека секогаш работодавачите успеваат да се извлечат, а работниците ја трпат штетата. Мораме да кажеме дека Државниот инспекторат за труд ќе има многу работа во наредниот месец, односно на почетокот на наредната година. Ние ги сумираме сите пријави од страна на работниците во поглед на неисплаќањето на регресот за годишен одмор или исплаќањето на понизок износ на регрес за годишен одмор. И Државниот инспекторат за труд ќе биде единствено надлежен и единствено одговорен да утврди дали тоа право е прекршено на работниците и да го исправи. Синдикатите немаат таква моќ. Ние сакаме, предлагаме да ни донесат закон со кој ќе ни дадат нас моќ, ние да можеме да го правиме тоа, да казнуваме и ние да утврдуваме одговорност кај работодавачите, но нажалост денеска не е таква состојбата и заради тоа апелираме до Државниот инспекторат за труд многу посериозно да пристапи и да казнува. Во листата барано, а не добиено се наоѓаат барањата за недела да биде неработен ден, но ќе го споменам тука и законот за работни односи кој веќе со години чека да биде донесен. Да. Што друго од вашите барања не беше исполнето и каков е вашиот став зашто досега се заглавивме со законот за работни односи? Јас ќе споменам и уште еден дел, боледувањето 100% за заразените работници поради COVID-19. Исто така и тоа беше многу дискутабилно и многу дискутирано во изминатиот период. И спорно со оглед на фактот дека имавте несогласување со друго синдикално здружение. И ќе почнеме од таму, па ќе завршиме со законот за работни односи. Значи, владата ги прифати иницијативите на ССМ да се воведе 100% исплата на боледување за сите заразени од COVID-19 и оние кои се во изолација
изолација или самоизолација. И исто така недела да биде прогласен за ден на неделен одмор, односно да биде неработен ден. Но нажалост предлогот со задолжението од владата до надлежното Министерство за труд и социјална политика да Министерството изнајде законски основ и законско решение и да биде 100% плаќано боледувањето, Министерството, односно колегите од Министерството не успеаа да го завршат и не успеаа да се покажат на нивото на задачата, туку само ги препишаа законските одредби кои важат во моментот и тоа значеше дека работниците ништо нити добиваат нити губат, туку го имаат правото кое веќе има загарантирано со колективните договори. Зошто имавте спор со гласен текстилец? Ние спор сме немале со никој, единствено нешто што е наша забелешка е тоа да не може организации кои се кажуваат дека работат како заштитници на работничките права, кои не се легитимираат пред никој, да даваат свој придонес во кратење на работничките права. Впрочем, тоа и се случи и тоа беше видливо и беше дури изјавено од страна на надлежниот министер за труд, дека поради одредени забелешки во смисла на некаква си дискриминација помеѓу вработените во јавниот и во приватниот сектор, боледувањето останува како што е утврдено со закон и со колективните договори, што апсолутно не треба да биде така. Ние во тој момент кога владата даде препорака до приватниот сектор да го исплаќа 100% боледувањето за вработените поради ковид, односно оние кои се во изолација или самоизолација, веќе отпочнавме преговори со организацијата на работодавачи да го утврдиме тоа во општиот колективен договор и да го регулираме на таков начин како што ќе биде за работниците во јавниот сектор. Но вие да сакате да скратите одредено право на одредена категорија на луѓе во јавниот сектор кои го добиле како 100% и да ги подкопате процесите на колективното договарање во приватниот сектор да се доуреди правото од 100% боледување од COVID-19 е апсолутно недозволиво за нас како Сојуз на синдикатите на Македонија и ние како Сојуз ќе секој пат ќе интервенираме против таквите појави, ќе ги кажуваме дури и со име и со презиме оние лица кои ќе работат против работничките права. И тие вас ве кажуваат со име и со презиме, па дури ве споредија со претходното раководство на ССМ за окружување на овој разговор. Што кажува ова за синдикализмот? Во последниве неколку години изгледавте внатре, вие барем во ССМ и сите грански синдикати малку посплотени отколку претходно, но еве ова е случај за кој што туку говоревме, еден од случаите во кој што кажува дека генерално на национално ниво нашите синдикални организации и синдикати не се баш на иста линија. Докаде сме со сплотувањето во синдикализмот? Ние како Сојуз на синдикати на Македонија во изминатиот период покажавме и докажавме дека ги имаме надминат оние детски болести и сме исклучиво насочени кон заштита и унапредување на работничките права и тоа е нешто што го работиме и што покажува впрочем и со бројките на луѓе кои се обраќаат до Сојузот и кои го препознаваат Сојузот како единствен легитимен заштитник на работничките права во Македонија. Меѓутоа, ние како синдикати мораме да работиме и во иднина тоа да го остваруваме на начин на кој ни е овозможено согласно законските регулативи. Тука делот и за законот за работни односи во кој ние преговараме вклучително и денот недела за неделен одмор. Исто така имавме една несрекна околност да Министерството за труд и социјална политика предложи нешто што беше надвор од тоа што беше прифатено како иницијатива и да се дозволи повторно под изговор на некаква си дискриминација во наводници, одредени дејности да се регулираат од страна на одредени министри, што ние сме апсолутно против и не сме да се дозволи надвор од законот за работни односи да се дозволи моки на одредени министри да одлучуваат дали одредена дејност работниците ќе работат или не, како што е трговијата, угостителството, градежништвото и слично. Но можам да кажам дека тоа што ние го правиме како Сојуз на синдикати на Македонија во изминатиот период е прилично видливо. Можеби на некој му смета тоа што ние сме многу активни и тоа што многу работиме и на терен. Впрочем покажува и бројката на зголемување на членството од претходно кое сме го имале во Сојузот на синдикатите на Македонија и тоа за нас е охрабрување. Меѓутоа не е доволно, на работникот не му е доволно вие да работите за него, туку мора да му завршите работата до крај. Ние се трудиме како Сојуз на синдикати на Македонија работата на работникот да му ја завршиме до крај и да не ги оставаме работниците на половина пат. Сосема за крај во тој контекст, каде да пријават работниците прекршување на правото на регрес за годишен одмор кај вас или во трудов инспектор? Работниците слободно можат да го искористат Сојузот на синдикатите на Македонија доколку сметаат дека треба нивната пријава да остане анонимна. Ние стоиме на располагање сите пријави од страна на работниците за кршење на работнички права, вклучително и правото на регрес за годишен одмор, да ги пребереме во Сојузот на синдикатите на Македонија и потоа со подпис на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Впрочем неговиот ангажман и тоа да се подпише на пријава во име на работникот, да не стои никаде, да не фигурира името на работникот, да биде заштитен неговиот идентитет, а работодавачите да дозволат на Државниот инспекторат за труд да направи контрола и да ги отстранат неправилностите. Верувајте ми, нашите анализи покажуваат дека
таму каде што Сојузот на синдикатите на Македонија пријавил до надлежниот инспекторат за труд, работите се завршуваат многу побрзо. Таму каде што работникот самостојно пријавува до надлежните инспектори за труд, имаме одредени пријави, одредени сознанија дека тоа се злоупотребува, дека на некаков, не знаеме и ние каков начин, доаѓаат информациите уште порано до работодавачот. Работодавачот знае дури кој работник пријавил, кој бил основот за кој бил пријавен работодавачот и слично да го исправи. Да, и заради тоа апелираме до работниците да се обратат до Сојузот на синдикатите на Македонија и потоа ние во нивно име ќе ги напишеме сите пријави и ќе ги поднесеме сите поднесоци до надлежните органи и навремено ќе ги информираме за исходот од сите постапки. Во изминатиот период на ковид кризата тоа се покажа како доволен механизам да може да се надминат одредени прекршувања на работничките права. Трендафилов, благодарам што одвоивте време утринава да бидете гостин во утрински брифинг. Сакавме сепак да направиме едно синдикално заокружување или еден сума сумарум за тоа како изгледаше работничката кобна 2020 година во време на корона криза. Ви благодарам и се гледаме повторно во јануари кога ќе ги сумираме податоците за прекршување токму на овој закон за правото за регрес за годишен одмор. Благодарам уште еднаш. Ви благодарим и ние, исто така ви благодарим и за можноста во текот на целата година која ни овозможувате да ги изнесеме сознанијата кои ние ги имаме и да ги информираме на време на работниците. Уште еднаш среќни празници на сите.